Ова е студентски парламент на UKLO FM 90,8 МГц. Почитувани слушатели и драги пријатели, вие сте со програмата на Универзитетското радио UKLO FM Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Ова е ново издание на емисијата Студентски парламент. Денеска во емисијата имаме гостин. Заедно со нас ќе биде Борис Гушевски, председател на Универзитетското студентско собрание на UKLO. Зашто ќе зборуваме? Останете со нас на 90,8 МГц, па ќе слушнете. Бидете со нас. Да те освојам, денот да го украдам. Сладка си ми ти, мисличите ми, утре ке те оставам или ке се заљубам. Не ги слушај нив, лажен им е секој стих. Опушти се и кажи да, горе да те однетам, па и да сам крив. Земи тлабок си, подај рака, звезда пак е звездува по тебе. Почитувани, како што кажавме во најавата за денешното издание на емисијата Студентски парламент на Универзитетското радио UKLO FM Битола, имаме гостин, заедно со нас и со вас Борис Гушевски, студент на Техничкиот факултет во Битола, единица на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, но воедно и председател на Универзитетското студентско собрание на UKLO. Борис, здраво, добре ни дојде во програмата на UKLO FM Битола. Здраво, пред се ви се заблагодарувам за поканата во оваа емисија. Ги следам активностите на Универзитетското студентско собрание. Ти сега како нов лидер на собранието, пред тебе многу ангажмани, да речеме, голем број обврски, што и нормално да ги имаш како председател на УСС. Но еве пред да започнеме со обврските, она што е сега актуелно во овој период, како се снаоѓаш во улогата на председател на студентите на UKLO? Па, како што кажавте, јас сум нов председател. Нов повеќе не се сметам, веќе измина 3 месеци од моето изгласување како председател, влегуваме во 4-тиот месец, че цело време одиме со активна работа, заложби за студентите, подобрување на нивниот животен стандард. Како јас се снаоѓам, мислам дека конечно почнав да го фаќам тој воз за како се водат овие работи, мислам дека се снаоѓам одлично, стресот повеќе го нема, работиме макотрпно. Значи се снаоѓаме со предизвици, но јас сметам дека нема предизвик што не може да се преброди и веќе почнуваме да изготвуваме и активностите од нашата програма која ни беше планирана на почетокот на мојот мандат.
Секако тука е и помошта и поддршката од останатите членови на Универзитетското студентско собрание, представници од сите единици на универзитетот се тука да помогнат и не да помогнат, туку заедно да ги реализирате активностите. Така, во секој случај јас имам огромна поддршка од членовите на факултетското студентско собрание од секоја единица. Значи, смитам дека овој колектив од студенти имаме стварно талентирани студенти и стварно луѓе и личности кои сакаат и се желни да го подобрат ова нешто кое што ние го градиме, дека без нив јас сам не би можел да успеам во ништо од ова. Борис кажа дека веќе ги подготвувате со точни термини активностите кои што ви беа планирани со програмати кои што треба да ги реализирате, но од почетокот на оваа година, значи од јануари 2024, имајќи во предвид дека Универзитетот Свети Климент Охридски Битола стана дел од Алијанса на Европски универзитет Colors, студентите се тука во центарот на вниманието и ти како претседател на УСС си ангажиран и како кораководител на еден од пакетите во Алијансата Colors. Така, значи пред се огромна чест за овој универзитет е што сме прва членка од дури на Балканот од една ваква алијанса на европски универзитети. Ова е од голема важност за нашиот универзитет, за на еден начин голема промоција и подобрување на нашиот универзитет во ранг листата. Како што напоменавте, јас сум студент представник и кораководител во една од работните групи, во работна група 6 да бидам поточно, која е работна група за промовирање и дисеминација на студентите и изготвување на сите активности во кои ние како студенти сме вклучени и самиот универзитет, од активности од типот на хакатони, конференции, сите тие работи. Ова алијанса ни дава огромна можност за двојни дипломи, огромна можност за студирање на некој од овие универзитети. Пред сега сум кораководител на оваа работна група, но ние студентите во оваа алијанса сме вклучени како едно посебно тело на студентите, каде што од секој универзитет членка ќе имаат свој представник. Јас го представувам нашиот универзитет. Од таа група на индивидуи, студенти и представници ние работиме исто во работни групи, каде што секој студент ќе биде лидер представник на таа работна група со сите студенти кои ќе бидат вклучени во ова алијанса, не само од нашиот универзитет, туку од сите универзитети. Јас како лидер на нашите студенти мислам дека ќе бидам лидер и на студентите во работната група 6. Универзитети ги има 9 на број, заедно со Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, што значи дека од ова што го кажуваш сега, како представник од УКЛО ќе имаш можност да соработуваш со твои колеги од уште 8 европски универзитети, да споделувате идеи, да бидете креативни, сето она што значи напредок на студентите, да биде на некој начин и ваша иницијатива, вие да го пренесувате оно што ќе се случува во алијансата до студентите, ете тука конкретно на УКЛО. Како прва активност поголема која што се превзема од страна на студентите, тоа е веќе објавениот повик до студентите од прв, втори, трет циклус на УКЛО за нивно вклучување во ангажманите на Colors. Така, значи беше објавен еден јавен повик кој го изработив јас, заедно со проекторката за студентски работи професор доктор Јасмина Буневска-Талевска и со административниот координатор на ова Colors Алијанса за Универзитетот Свети Климент Охридски од Битола, професорката Рената Петровска-Нечковска. Ние го изработивме овој јавен повик со цел да ги вклучиме сите студенти кои се желни за работа во оваа алијанса. Значи овој повик е од отворен карактер, може да се вклучува секој студент кој што сака. Бројот на студенти кои ќе бидат вклучени не е ограничен, значи може да се вклучат сите студенти кои што сметаат дека имаат доволно слободно време и можат да го искористат на придонес кон универзитетот, бидејќи стварно има работа во алијансата и работа за студентите од типот на програмирањето, користење на офис алатките и најмногу мислам како и работа на работниот пакет 6 ќе биде веб дизајнот и затоа од огромна помош и поддршка ќе биде работата на студентите. Јавниот повик е веќе објавен и во програмата на Универзитетското радио УКЛО ФМ Битола. Нашите слушатели пред се тука, нели студентите, претпоставувам дека го слушнале, меѓутоа исто така повикот беше упатен и преку и сите го имаат добиено на нивните имейл адреси.
Да, повикот за да се прошира беше упатен преку имейл адресите, исто така и на Укло FM радио и на веб страницата. Значи се користат сите социјални медиуми во однос на јавниот повик. Сега јас имам пристап до тоа кој се пријавува, значи рокот на повикот е до 29 февруар, а веќе имаме студенти кои се пријавени. Тоа проверено до вчера, денес може би да се зголемува бројот. Јас лично што сум разговарал со студенти сакаат да се вклучат и мислам дека ќе имаме одлична соработка со студенти кои се желни за работа. Еве да кажеме кои се условите кои што треба да ги исполнуваат за да станат дел од тимот кој што ќе работи активно во Colors. Така, значи условите кои што треба да ги исполнуваат, студентите пред се добро познавање на англискиот јазик, бидејќи сепак се работи за алијанса, за Европска алијанса на универзитети. Секако и македонскиот стандарден литература. Секако така, секако. Потоа треба да ги познаваат Microsoft Office и алатките на Google, како што напоменав претходно, да имаат основни познавања од веб дизајнот и изработката на видеа и програмирањето и да имаат добри комуникацијски вештини. Исто така во ова алијанса, значи следуваат бенефиции за студентите, како пред се финансиска поддршка, потоа имаше и дел од микрокреденцијалс, каде што студентите можат да добиваат кредити од нивните активности и заложби во алијансата. Добра, рече дека од секој студент има некои работи кои што се очекуваат и кои што ќе треба да ги постигнат или да ги поседуваат. Така, како што кажав, да, сметам дека тие треба да имаат огромна желба за развој и работа, исто така да бидат посветени кон работата, да не бидат тука колку само да бидат стабилни во своите размислувања и да бидат подготвени да се вмрежуваат со секого без предрасуди кон некоја личност. Добра комуникација во секој случај ќе им биде потребна, така да бидат комуникативни, бидејќи ќе имаат можност и ќе треба да комуницираат и со нивни колеги од сите останати универзитети кои што се дел од Алијансата Европски универзитет Colors. Така, токму тоа што вие го кажавте, че тие треба да бидат со отворен ум за соработка и како и да бидат комуникативни, веќе во секој случај кажав дека не се вклучени само студенти од нашиот универзитет, туку од сите други 8 универзитети што се членки на оваа алијанса. Кажа веќе ти дека ќе има и одреден финансиски надомест за оние кои што ќе бидат ангажирани конкретно на одредени проблематики, еве да речеме, кои што ќе треба да се реализираат, на одредени настани, случувања, активности. Меѓутоа и сите оние останати кои што ќе бидат вклучени во различни други ангажмани ќе добиваат одредени бенефити во смисла добивање сертификати за нивното ангажирање, дипломи и така натаму. Така како што кажав, пред се беше прво замислен на таа финансиска поддршка која е доделена од самата алијанса, кој е во делот за студенти, но исто така и добивање на дипломи, ангажмани, бенефиции, па дури како што наведов претходно, добивање на кредити за студентите, за нивниот ангажман во оваа активност, со тоа што тие кредити ги можат да се заменат за некој предмет, бидејќи цело време ние наведуваме дека студирањето не е само одење на факултет и учење на предмети, туку и внесување и вложување во наставните активности. Во секој случај ова е нешто што сега започнува, нешто што треба да трае. Бенефитите ќе бидат не само за оние кои што активно ќе се вклучуваат во ангажманите на универзитетот околу работата на Colors, туку и бенефити во смисла, како што кажа претходно, вмрежување со студенти од други универзитети, посета на нивни студиски програми, може би студирање таму на другите универзитети, секаде онаму каде што ќе има можности, за што ќе бидат заинтересирани. Двојни дипломи веќе се најавуваат, но сето тоа е нешто што чекор по чекор ќе се реализира, но добро е студентите да знаат дека постои Colors и да внимаваат и да знаат како да се вклучат и како да ги искористат придобивките од сето ова. Така, како што кажаме, алијанса која што ќе трае, планирано е првично да трае 4 години, односно 2 години па 2 години, но доколку
се испадне како што треба, сите се надоградуваме како универзитети, се повеќе растеме, ова алијанса може да има трајност и повеќе од тоа што е планирано. И како што наведовте, смислам дека секој студент заслужува да знае за што се работи во оваа алијанса. Тоа за што се работи, како треба да се работи, повторно Универзитетското студентско собрание ќе биде тука за да им пренесе и да им го долови сето она што може да го очекуваат од алијансата. Значи, може би повеќе присутност во медиумите, со информации на веб страните на универзитетот, на Facebook страната на УСС и на УКЛО, но и вакви излегување на вакви електронски медиуми. Така, во секој случај ми сметам дека треба студентите се повеќе да бидат вклучени во медиумите, а сега сите можности ни се отворени со самите социјални медиуми. Конкретно овој прв дел од разговорот, само уште еднаш да ги подсетиме студентите на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола дека повикот за нивно ангажирање, да речеме, во алијансата Colors е отворен до 29 февруари. Повикот го има добиено и на нивните мејл адреси, доволно е само да ги проверат, да се пријават и да очекуваат резултати понатаму. Дали ќе бидат примени и ангажирани во некој од активности. Така, значи, првично се смета да бидат делени активности на најмалку 10 студенти. Доколку некој не ве одбере, не треба да се разочарува. Јас ги поттикнувам сите студенти да аплицираат на повикот, да не се плашат од врски. Да. Борис, ќе направиме сега тука една музичка пауза, па ќе го продолжиме разговорот. Почитувани слушатели, драги пријатели, останете понатаму со нас на 90,8 МГц. Време за плачење, колку жешко може дај се топев пред тебе ко да сум ја шеке, на тоа ке остане. Времето си лета, кога помина лето е среќа, се смеам на глас, секој пат кога на тебе јас ќе помислам и знам, нема никој како нас, знам дека ме мислиш како што те мислам јас. Фантазија и ризик би се вратил ти 100 пат. Секој ден во себе те препознавам магично тебе. Секој миг е сега авантура за која се спремам и без див ја сторам. Секогаш кога од тебе одам, но те знам, јас тебе нема да ме оставиш мене. Ова чувство е се од небо на земја, па каква дилема, нема назад враќање. Пато сега лесен е, те гледам за себе, ти светиш ко мене, еден за друг ние сме. Времето си лета, кога помина лето е среќа, се смеам на глас, секој пат кога на тебе јас помно мислам и знам, нема никој како нас, знам дека ме мислиш како што те мислам јас. Фантазија и ризик би се вратил ти 100 пат. Секој ден во себе те препознавам магично тебе. Секој миг е сега авантура за која се стремам и без див ја сторам. Секогаш кога од тебе
Јавене повторно во програмата на Универзитетското радио Укло ФМ Битола. Ве подсетуваме, следите емисијата Студентски парламент. Денеска заедно со нас е Борис Гушевски, председател на Универзитетското студентско собрание на Укло. Борис, на почеток говоревме за Колорс, меѓутоа може би изумивме да кажеме еден од настаните кои што го планирате а врзан со Колорс, нешто како не толку формално, меѓутоа ги повикувате и студентите и сакате со нив да работите околу дизајнирањето на маичка со логото на УСС и на Колорс. Така, пред се тоа ќе биде настан кој го изготвуваме. Значи, се уште не е дефинирана датата кога ќе биде, планирано е да се одржи неформален начин, кај што ќе бидат поканети сите студенти и да не на некој начин да не накитат со своите идеи. Целта на овој настан е дизајнирање на маичка и банер и сите тие рекламни материјали на некој начин. Пред се главната цел дизајнирањето на маичката, како што кажав. Под тој дизајн треба таму да биде сместено нашето лого на Универзитетското студентско собрание, логото на универзитетот и сето тоа да биде поттикнато од логото на Колорс Алијансата и со дизајнот на таа маичка мислам дека ќе го промовираме нашиот универзитет и ќе промовираме ова алијанса. Да бидете малку попрепознатливи. Така. Да, добро е што разговорот го водиме пред одржувањето на настанот, нели, за да можат да размислуваат креативно нашите студенти, мислам на студентите на Укло, и да се вклучат во тој настан. Рече дополнително ќе биде кажано кога ќе се организира и кое ќе биде местото на организирање на настанот. Во секој случај и Укло ФМ е тука за се што треба како дополнителна информација да им се даде. Но оно што го имате веќе како дефинирано, тоа е одржување на турнир во баскет. Така, пред се сакам да се заблагодарам на универзитетот што го прават ова возможно. Ова и произлезе како една идеја од самото универзитетско собрание како дел од програмата. Имаме дел за спортски активности. Прва како спортска активност која ќе направиме вака поголема ќе биде турнир во баскет 3x3, каде што дозволено да се пријавуваат на сите студенти да пријавуваат екипи. Турнирот во баскет ќе биде, значи, за секој студент, со тоа што следат благодарници за учество и пехари, медали за добрите 3 екипи кои ќе учествуваат во овој турнир. Момчиња, девојчиња, сите може да пријават своји екипи. Така, турнирот, како што кажав, е од отворен тип, можат да се пријавуваат момчиња и девојчиња, со тоа што во зависност од пријавените екипи ќе биде поделено во категории, само една за момчиња и една за девојчиња. До кога е пријавувањето? Рокот за пријавување ќе биде првично до 1 март, но може и да се продолжи самиот рок, но сметам дека 1 март е доволен рок дефиниран за пријавување на екипите. 5 март, значи, ќе биде во знакот на баскетот на студентите од Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, а потоа ќе следуваат и други спортски активности за кои што, нели, дополнително ќе информираме во нашата радиопрограма, зависно од тоа каква динамика на активности вие ќе поставите. Да, во секој случај следат и други спортски активности и прво од лично искуство јас како планинар, долгогодишен можам да се наречам, веќе од моите води кога заплив во средно образование се залюбив во самото планинарење и дискутиравме неколку теми со студентското собрание, неколку дестинации каде што би сакале ние студентите да одиме на планина. Се разбира, тие нема да видат некои екстремно тешки тури, за да можат повеќе студенти и спортисти и неактивни спортисти да можат да дојдат на планина, ги видат убавините на нашата земја, бидејќи сепак тука ни е Пелистер, исто така Галичица ни е наум. Сметам дека планината е на најубавите природни богатства кои што ни дава оваа држава. Тоа веројатно сигурно и со подобрувањето на временските услови, значи некаде со почетокот на пролета, понатаму се планират и тие планинарски тури. Но убаво е кога се организират и на такви неформални начини, да речеме. А кога сме кај неформалното дружење и други неформални средби кои што ги планирате. Така, значи, кога сме веќе кај неформалното, значи, првиче имаме во планина неформална средба за студентите. Планирана е да се одржи средба во еден билиард клуб за студенти, каде што неодамна ние ја проширивме нашата Укло картичка, односно картичката за попусти. И тука ќе бидат поканети сите студенти да дојдат да разгледат, да испробаат попустот, да изиграме по една партија билиард. Кога зборуваме веќе за студентските попусти, ова е нешто што и години наназад, нели, како Универзитетско студентско собрание се правело, значи поголем број на фирми, организации
даваат одредени попусти за студентите со едноставно приложување на студентскиот индекс или студентската легитимација. Така, значи тоа е долгогодишна активност на студентското собрание и тоа е многу убаво дека имаме можност за проширување. Значи ние одиме разговараме со дел од предприемачите и фирмите кои што се тука, не само во градот Битола, сега почнуваме да се прошируваме и во другите градови каде што има студенти на УКЛО. Значи потпишуваме договори со самите фирми, тие се обврзани да даваат попуст кон студентите, во зависност доколку тоа им одговара, значи доколку не им одговара, во секој случај можат да го прекинат договорот. Добро, имаш ли информација колку студентите ја користат оваа поволност? Се уште немам добиена таква информација колку студентите ја користат оваа поволност, но сепак со социјалните медиуми ние пробуваме што повеќе да ја имплементираме оваа поволност кон студентите да бидат запознаени, бидејќи знам со години уназад и од лично искуство студентите не беа доволно запознаени ни со активностите на Универзитетско студентско собрание, ни со овие поволности кои што тие ги добиваат, но сега мислам дека се повеќе бидат запознаени. Едноставно со пријавувањето на овие попусти, со потпишувањето на меморандумот со Министерството за култура, каде што ставиат 50% попуст на сите културни манифестации во нашата држава. Тоа беше активност која што неодамна се реализира и едноставно само треба да дознат студентите, ако не разбрале или преку вакви разговори, да можат да ги искористат поволностите. Борис, ќе направиме уште една пауза музичка, па ќе го привршуваме разговорот. Бидете и понатаму со нас, почитувани слушатели на 90,8 МГц. Bakni me za kraj, штом ке си одиш. Bakni me da знам дека ке одиш. Се ми зема, се ми скина, пола младост, сета сила. Bakni me da знам дека не се враќаш и да не те видам никогаш. Нема да падам, не, научив да сакам со тебе и да мразам. Имам крилја, само пушти ме да летам високо. Пакни ме за крај и не се враќај. Сега сигурно чекорам сама до крај. Ти посакувам среќа и храброст. Штом те снема, се се смени. Сега знам за се си крив. Се едно ми е, дал ке си мртов или жив. И да не те видам никогаш. Нема да падам, не, научив да сакам со тебе и да мразам. Имам крилја, само пушти ме да летам високо. Пакни ме за крај и не се враќај. Пакни ме за крај, пакни ме за крај, пакни ме за крај и не се враќај. Пакни ме за крај, пакни ме за крај, пакни ме за крај и не се враќај. И да не те видам никогаш. Нема да падам, не, научив да сакам со тебе и да мразам. Имам крилја, само пушти ме да летам високо. Пакни ме за крај и не се враќај. Во овој завршен дел од разговорот, односно од емисијата Студентски парламент, во која наш гостин е Борис Гушевски, председател на Универзитетското студентско собрание на УКЛО, да кажем уште за една активност
која што треба да се реализира меѓу сите овие активности за кои што веќе зборувавме. Тоа е традиционалниот веќе надпревар по ораторство Укло Тривиум, кој се одржува на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, некаде во мај, средината на мај, зависно од како ќе течат подготовките и каква ќе биде заинтересираноста на студентите. Меѓутоа време е веќе да се почне, Борис, со подготовки за овај настан. Така, значи, сосема сте во право. Ние на последната седница на Универзитетско студентско собрание дискутиравме за овај ораторски настан Укло Тривиум. Тој е настан како план како дел од план програмата за работа на Универзитетско студентско собрание. Тој веќе традиционален настан и сметавме дека време е да се почне што побрзо да се работи на него. Како прво план ни е да се пушти јавен повик исто за студентите кои ги сакаат да се пријават на овој настан, за да можат да почнат да се организираат тие ораторски работилници за студентите да бидат спремни за ораторство. Работилниците веќе години наназад ги реализира професорката Билјана Граматковски од Педагошкиот факултет во Битола, кој им помага и околу начинот на кој што треба да го презентираат она што ќе го подготват, темата дали е веќе одредена, на која тема ќе се зборува или ќе биде отворена тема, тоа го дискутиравте како Универзитетско студентско собрание? Тоа се уште не беше дискутирано како Универзитетско студентско собрание, бидејќи сметавме дека е рано за тоа, дискутиравме дека треба да биде објавен повикот што е можно побрзо, а во контекст на професорката Граматковски, јас како председател стапив во контакт со неа и наскоро ќе имаме еден состанок за да дефинираме прво да ги слушне таа нашите идеи, па да искаже своје мислење во однос на тоа и да почнеме со работа на овој настан. Сега, кон крајот, за уште една активност твоја, меѓутоа врзана не само како председател на Универзитетското студентско собрание, туку и како студент на Техничкиот факултет во Битола, од 9 до 12 март студенти од Техничкиот факултет на УКЛО ќе учествуваат на Конгрес на техниката, организиран од Машинскиот факултет во Белград. Овај конгрес ќе биде на Златибор. Подготовките се веќе во тек од страна на студентите на Техничкиот факултет. Колку мина ќе бидете присутни таму, како ќе биде целата организација? Пред се, значи, сакам да му се заблагодариме на Машинскиот факултет од Белград, со кој ние како Технички факултет во Битола имаме огромна соработка минатите години и со нивниот председател на факултетското студентско собрание. Значи ние добивме оваа покана веќе од месец декември, каде што пуштивме исто така како член на факултетското студентско собрание, председател на факултетското студентско собрание на Техничкиот факултет, пративме јавен повик за студенти, каде што се пријавија околу 20 студенти кои што сакаат да учествуваат на овој конгрес на техниката. Тој ќе се одвива од 9 до 12 март, ќе се одвива во Златибор. Тој конгрес на каде што не настапуваме ние со наш труд, но да ги споделуваме идеите докаде е растот на нашите факултети и исто така слушаме од делегирани професори предавања по минатогодишни искуства. Се смета дека има целодневни активности каде што професори од целиот Балкан дискутираат на теми од машинството. Нешто што е ваша професија. Но ќе искористиш таа средба со останатите студенти, велиш од цел Балкан, тука ќе има студенти од машински факултети, како председател на Универзитетското студентско собрание на УКЛО да оствариш и средба со председатели на други универзитетски собранија или парламенти или како веќе се викаат од други универзитети надвор од Македонија. Така, значи веќе стапи во контакт со председателот на нивното парламентско собрание од универзитетот во Белград и се очекува да имаме кратка средба да се разговара на некои теми како универзитети каде што би можеле да имаме некоја понатамошна соработка. А кога зборуваме веќе за соработките, ви предстои подпишување на уште еден меморандум за соработка со МОФ? Да, меморандум за соработка е со Младинскиот образовен форум. Тие пристапија кон нас како студентско собрание со цел на изработување на работилници на нашиот универзитет. Од наша страна се бара да доставуваме барање за работилница и да им обезбедиме простор на кој што можат тие да дојдат. Треба да одржат 3 работилници на нашиот универзитет на било која тема која што ние избираме и која што е актуелна за студентите. Борис, останува на крај да заклучиме дека навистина
Ке имате доста работа како Универзитетско студентско собрание на УКЛО, почнувајќи од она што значат активности на Колорс, потоа активности на самиот универзитет, да не заборавиме дека годинава на УКЛО се одбележуваат неколку јубилеи, меѓу кои 90 години од студентското организирање на овие простори. Нешто за што повторно како Универзитетско студентско собрание ќе треба да дадете свој голем придонес. Така, значи огромна чест ние нас како студентско собрание да биме дел од овој колектив токму во оваа година и за таа цел имам испланирано неколку работи со кои што мислам ние како собрание ќе придонесеме за организација на тој настан. Борис, ти благодарам за разговорот. Ова само значи дека ќе треба што почесто да се гледаме и да ги споделуваме информациите со нашите слушатели. Ќе ти посакам добро здравје, успешна работа и убаво да си поминете на Златибор од 9 до 12 март на конгресот организиран од Машинскиот факултет во Белте. Така ви благодариме и вас што бев гостин во оваа емисија и се надевам на повеќе гостувања и поголема соработка со Универзитетското радио. УКЛО ФМ. Ти ми правиш бум во глава и бум во срце и немам сила веќе да те погледнам во лице. Ти ми правиш бум во глава и бум во срце, да не можам на друг да мислам освен тебе. Ти се појавуваш и се застанува, милион мисли како да те добијам. Ти се враќаш како бум бум бумеранг, бум бум бумеранг, и немам каде јас да побегнам. Како бум бум бумеранг, бум бум бумеранг, и немам каде јас да побегнам. Бум бум бум, бум бум бум, и немам каде јас да побегнам. Ти се плашиш да ме сакаш, а сакаш да те сакам. Ме полудуваш што одиш без се враќаш. Се плашиш да ме сакаш, а сакаш љубов моја. Ништо не ми даваш, само сакаш да сум твоја. Ти се појавуваш и се застанува, милион мисли како да те добијам. Ти се враќаш како бум бум бумеранг, бум бум бумеранг, и немам каде јас да побегнам. Како бум бум бумеранг, бум бум бумеранг, и немам каде јас да побегнам. Да побегнам. И немам каде јас да побегнам. Бум бум бум, бум бум бум, и немам каде јас да побегнам. Бум 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 бумеранг, бум бум бумеранг, и немам каде јас да побегнам. Како бум бумеранг, бум бумеранг, и немам каде јас да побегнам. Почитувани, тука го завршуваме денешното издание на емисијата Студентски парламент на Универзитетското радио УКЛО ФМ Битола. Емисијата тонски реализира Љупчо Цветковски, а ја уреди и водеше главниот одговорен уредник на УКЛО ФМ Битола, магистер Сонја Тантарова Груевска. Бидете со нас и понатаму на 90,8 МГц. Разделба на усните почива, љубово срце мир не дава. Љубовта треба да победи, светлина од гради да излези.
Укло FM Битола, февруари 2024 година. Универзитетско радио. Укло FM Битола. 90,8 МГц.